Вести на Канал 8. Земјоделците кои се ангажирани околу жетвата на Оризот реагираат на санкциите од сообраќајната полиција поради тоа што на регионалниот патен правец оставаат кал на коловозот. Бараат поголема толеранција или надлежните да обезбедат помошни полски патишта. Земјоделците кои се ангажирани околу жетвата на Оризот реагираат поради казните што им ги пишува сообраќајната полиција затоа што ја загрозувале безбедноста на патиштата. Драстичен е случајот на регионалниот правец Кочани Зрновци на делницата од Клучката кон селото Грдовци. Неколкумина возачи на трактори и друга земјоделска механизација биле предупредени и заработиле пријави затоа што оставиле кал на асфалтот додека се движеле кон нивите. Нивните реакции се упатени до надлежните, со барање да им обезбедат соодветни услови за извршување на жетвените активности, со оглед што друга можност за движење со механизацијата немаат. Брзаме да ожнееме, плашеме се од времето, али немаме пат од дека друга страна. Милицијата не гонат, као ствараме на улиците, али друг пат нема. Мораме на овај пат. Трокоти ставаме, се што треба, уредни, имаме штопове, жмигавци, се на тракторите. И пак има казни. И пак има казни. А ние сакаме да збереме житото, не е за друго. Тоа 2 дена, 3 да збереме житото и се дргаме. И чистиме колку можеме со лопати со тоа. Не можеме да го лижеме асфалт, што да правиме? Па и за сега сме кала, немаме спореден пат. Од дека да го изнесеме? Друг пат немаме, мора тоа брикета да го изнесеме. Од кај од друго место? Нема од дека. Кал сме изнесали, а ние чистиме калата колку можеме. Тоа бараме, да мора да го изнесеме, од дека да го изнесеме? Да литаме ли на рамо да го изнесеме, литајќи? Трактористите бараат поголема толеранција од сообраќајната полиција и во заедничка соработка да се обезбеди поголема безбедност на оваа и другите делници каде се уште се изведуваат жетвените активности. Освен кај себе, вина за намалената безбедност во сообраќајот земјоделците гледаат и во возачите на патнички возила, кои не ги почитуваат прописите, па на патот меѓу Кочани и Грдовци возати со брзина од околу 100 км на час. Тоа според земјоделците биле причините поради кои доаѓа до сообраќајни несреќи, кои често завршуваат и со посериозни последици. Општина Кочани ја изготви програмата за продажба на градежни парцели за 2016 година, што ако се реализира според досегашната динамика, би требало да донесе приходи од околу 360.000 евра. Најголем дел од парцелите се за изградба на објекти за индивидуално домување и за викенд куќи на Осогово. Нова, амбициозна програма за располагање со државното градежно земјиште подготви општина Кочани за 2016 година. Иако се уште е рано да се направи сумирање како протече реализацијата на програмата за оваа година, локалната самоуправа очекува позитивен ефект и во планот за продажба за догодина вметна над 570 парцели. Со тоа, општината и понатаму е прва во источниот регион според понудата на плацеви за изградба на објекти со различна намена. Уште поамбициозни изгледаат очекувањата за финансискиот резултат што би се остварил доколку програмата целосно се реализира, односно ако се продаде сето градежно земјиште. По оваа ставка би требало да бидат наплатени околу 68 милиони денари, што е за околу 5 милиони повеќе во однос на планирањата за оваа година. Најголем број, односно 350 од планираните парцели што се ставени во програмата за продажба, се наменети за објекти за индивидуално домување. Тие се лоцирани на повеќе улици во Кочани, а 21 е во Оризари и 4 во Тракање. Зголемување на бројот на парцелите што ќе им се понудат на заинтересираните купувачи има и кај оние што се наменети за изградба на викенд куќи на Осогово. На располагање се планира да се стават вкупно 115 плаца, што е за 60 повеќе од лани. За лесна индустрија во програмата се предвидени 86 парцели, од кои повеќето се во близина на зоната лесна индустрија, а 1/3 и на просторот што го користеше поранешната фабрика за хартија. Остатокот од парцелите што ги планира општината ќе бидат наменети за објекти за комерцијална дејност, за сместувачки капацитети на Осогово, како и за изградба на старски дом во Кочани. Искуството од минатите години покажува дека планираната програма за продажба на градежното земјиште не може во целост да се исполни, па од општинската администрација калкулираат со нејзина реализација од околу 40%. Тоа значи дека се очекува да се остварат приходи од околу 27 милиони денари, од кои 20% или 5,5 милиони треба да ја припаднат на државата, а над 4 милиони денари да се потрошат за реализација на програмата за располагање со државното градежно земјиште.
Остатокот од парите, во висина од околу 18 милиони денари, треба да влезат на приходната страна од општинскиот буџет. Започна асфалтирањето на 3 улици во општина Зрновци во должина од 1000 метри. Проектот чини 1.400.000 денари, средства обезбедени од буџетот на општината. Општина Зрновци постојано работи на инвестирање во добра патна инфраструктура со цел да им се обезбеди подобра мобилност на луѓето и стоката. Започна асфалтирањето на неколку улици во селото во должина од 1000 метри. На истите се поставува и атмосферска канализација. Ќе биде асфалтирана улицата крак од улицата Аспарух Манев, крак од улица Филе Ристов и крак од улица Генерал Апостолски во должина од 1000 метри. А со обзир на конфигурацијата на теренот на овие улици, се одлучивме изградба на атмосферска канализација која веќе е поставена, така да во иднина очекуваме дека проблемот што беше од атмосферската вода ќе биде решен, значи сите оние оштетување на самата улица и тоа оштетување и имотите на граѓаните ќе бидат веќе минати. Средствата за асфалтирање на овие улици се обезбедени преку буџетот на општина Зрновци во вредност од 1.400.000 денари. Станков додаде дека со асфалтирањето не застануваат тука. Асфалт ќе добијат уште неколку улици не само во Зрновци, туку и во село Мородвис. Неповолен е полицискиот билтен за изминатото деноноќие во регионот. Се случија 2 потешки сообраќајни несреќи, во кои освен материјална штета на возилата, повредени се и 2 тинејџери. Во Виница пак работник е повреден додека изведувал поправка на електрична опрема. За само 24 часа, неколку настани со негативна карактеристика што се случиле во Кочанскиот регион се регистрирани во полициската евиденција. Во вторникот околу 13 часот на магистралниот пат А3 на излезот од Облешево во правец на Кочани дошло до сообраќајна несреќа во која учествувале 2 патнички моторни возила. При тоа, од судирот направена е поголема материјална штета кај возилата, а лицата што се наоѓале во нив поминале без посериозни последици. Неофицијално, причина за сообраќајката е невнимателното и неприлагодено управување според условите на патот. Вториот несреќен настан се случил 1 час подоцна во Виница. 18-годишен работник на предпријатието Електровин бил потешко повреден за време на работни задачи на електрична опрема во една виничка компанија. Додека работел, во еден момент изгубил контрола, пошто паднал од височина од околу 4 метри и се здобил со телесни повреди. Со брза интервенција на неговите колеги, веднаш бил пренесен во Кочанската болница, а оттаму поради сериозноста на повредите е префрлен во Штипската клиничка болница, каде е задржан на лекување. Во вторникот околу 16 часот и 30 минути на улицата Тодосија Паунов, во близина на пешачкиот премин кај Средното општинско училиште Гошо Викентиев, се случила уште една сообраќајна несреќа, во која се повредени 2 тинејџери. Автобус со беровски регистерски таблички удрил во момчињата на 14 и 15 годишна возраст, кои во критичниот момент поминувале оттаму. При тоа им нанел телесни повреди на екстремитетите, поради што им е укажана медицинска помош. Полицискиот увид треба да даде одговор како се случило автобусот со поголема брзина од дозволената да премине на спортивната страна од коловозот и да удри во момчињата. Завршен е регионалниот пат Видовиште Теренци. Реализиран е проектот изградба и регулација на речното корито на река Морошка. Завршени се 2 цркви во селата Мородвис и Видовиште. Поставена е нова термофасада на општинската зграда. Ова се само дел од проектите реализирани во 2015 година, која што градоначалникот Станков ја оценува како успешна. 2015 година градоначалникот на општина Зрновци Блаже Станков ја оценува како успешна и плодна во делот на инфраструктурата. Завршени се неколку значајни проекти за општината и за околните села. Со обзир на тоа што веќе е завршен, целосно завршен патот, регионалниот пат Видовиште Теренци, значи ова е една голема капитална инвестиција. Со тоа обезбедевме една нова сообраќајна алтернатива за граѓаните на општината, значи многу побрзен пристап и излегување на магистралата Кочани Скопје, така да навистина овој проект беше со години посакуван, еве веќе тој се има реализирано. И тоа исто така, значи посветивме внимание на неколку други проекти,
во делот на инфраструктурата. Тука можем да го спомнем и проектот изградба и регулација на речното корито на реката Морошка. Целосно ги завршиме годинава и црквите во село Мородица и црквата во село Видовиште. Направивме термофасада на општинската зграда. Отворивме пензионерски клуб и уште многу други помали проекти. Изготвена е и техничка документација за повеќе проекти за кои што ќе се аплицира, но за некои проекти се одобрени средства и пред нова година ќе се отпочне со нивна реализација. До крајот на оваа или почетокот на наредната година ќе започне и изградбата на детската градинка. Проектот уредување на речното корито на Зрновска река влегува во втора фаза на реализација, а во план е и асфалтирање на улицата Скопска во должина од 500 метри, како и една улица во село Мородвис, која што се протега покрај Морошка река во должина од 900 метри, и на истата ќе бидат изградени тротоари. Етновешта жена повтор пат во Кочани. Жените повторно ќе ја покажат својата хуманост и ќе подготват традиционални убави трпези. Манифестацијата има хуманитарен карактер и собраните средства ќе бидат наменети за децата со посебни потреби. Од ланската година манифестацијата Етновешта жена започна да се организира и во Кочани. Преку убаво подготвени трпези со традиционални јадења, жените ја покажуваат својата хуманост и можноста да помогнат на децата со посебни потреби. Хуманитарната манифестација не е со надпреварувачки карактер и сите учеснички донираат во хуманитарни цели. Сето тоа што ќе биде представено на Етновешта жена ќе го спремаат вештите жени на градот Кочани и од своји средства, и тоа ќе биде дадено на лицитација, така да сите производи ќе бидат продадени и средствата ќе бидат наменети за да се направи забава со децата со посебни потреби кои не одат на училиште или кои одат на училиште со помош на Центарот за социјални грижи. Како што беше прва година, бевме задоволни, а оваа година се надевам дека ќе биде поголем одзивот на жените, на мајките и на учителките, на наставниците, да го подпомогнат хуманитарниот дел за децата со посебни потреби. Етновешта жена годинава ќе се одржи во Хотел Национал на 15 ноември во 19 часот. Картата изнесува 380 денари. Водител е како и секогаш Ирина Спировска, а ќе пее Јоце Панов. Пријавувањето е на телефон 078 219 096. Инаку манифестацијата се одржува во 15 градови од Републикава, од каде што ќе се изберат по 5 јадења кои потоа ќе бидат објавени во заедничка брошура со стари традиционални рецепти. Собраните средства ќе бидат искористени на Светскиот ден на децата со посебни потреби 3 декември, кога заедно сите ќе се забавуваат. По кратко боледување во 80-та година од животот во Белград почина Симеон Ѓоргиев, лекар, стоматолог и истакнат здравствен работник. Роден е во Кочани, а по завршувањето на стоматолошкиот факултет останал да живее и работи во Белград. Освен професионалната кариера, тој бил подпредседател на Друштвото за македонско-српско пријателство и представник на компаниите Алкалоид од Скопје и Хартија од Кочани за српскиот пазар. Ѓоргиев е внук на славниот војвода Симеон Клинчарски, по кого го добил и името. Посмртните останки на Симеон Ѓоргиев беа погребани на гробиштата во Белград. И за крај спортската информација. Помладите пионери на Фудбал Старс продолжуваат со успешните настапи во регионалната лига. На гостувањето во Куманово беа подобри од своите врсници од Башкими и освоија 3 нови бода. Помладите пионери на Фудбал Старс од Кочани веќе 8 кола не знаат за пораз. Од гостувањето во Куманово против екипата на Башкими 1947, тие се вратија со нова победа и освоени 3 бода. Максималниот учинок и залагањето на најмладите фудбалери даде резултат, па на средбата против своите врсници тие постигнаа 2 гола, а не примија ниту еден. Во моментот, со освоени 24 бода, екипата се наоѓа на првото место на табелата во Лигата за помлади пионери Североисточен регион.
Дополнителна потврда за квалитетот на нашите млади фудбалери е огромната гол разлика што ја имаат во своја корист, со оглед што досега постигнаа 40, а примија само 6 гола. За разлика од помладите пионери, нивните постари клубски колеги во пионерска конкуренција претрпеа пораз од 5:3 на гостувањето во Куманово против Башкими. Со само една победа и 2 нерешени средби досега, тие и понатаму се на предпоследното место на табелата со освоени 5 бода. Според распоредот на надпревари во детската фудбалска лига Источен регион, во 7-то коло екипата на Фудбал Старс беше слободна. Исто така, одложен беше и надпреварот од 5-то коло од Општинската фудбалска лига, во која нашите фудбалери требаше да му гостуваат на фудбалскиот клуб Сокол од Соколарци. Толку во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.